За крај, сакам да ве оставам со следниве прашања. Што е оно што сакате да го постигнете versus што е проблемот, што не е во ред? Свесно да го избереме фокусот. Фокусот е како рефлектор кој што го насочуваме. И природно, дека тоа во кое што сме го насочиле јасно го гледаме, додека другите работи се во позадина. Сенка. Нашиот мозок, исто како Facebook и Instagram, има алгоритам кој што ние го дефинираме со нашиот фокус. Што може да научите од ова искуство versus чија грешка е ова? Ако првиот дел е насочен на лекцијата, која што треба да се научи од искуството, вториот дел е насочен кон бркање на вештарки, меѓусебни окривувања. Препораките во концептот на организацијското учење се во насока на охрабрување, на споделување на грешките, се со цел меѓусебно учење и заедничко растење. Како се случи тоа versus зошто тоа се случи? Зошто е извор на изговори. Како? Е фокус на чекорите за разбирање на она што се случило. Учење за лекцијата, учење на лекцијата и продолжување понатаму збогатени со искуството. Каква можност лежи тука versus како може тоа да не ограничи? Од квалитетот на прашањата што си ги поставуваме, ќе зависи и квалитетот на акциите кои што ќе ги превземеме или нема ги преземеме. Зошто ми е ова важно? Што ќе добијам? И можеби најважното од сите прашања, што ќе направам уште денес? Развојот на организацијата и личниот развој се двете страни на паричката. Зашто и најдобриот пилот, ако го ставиме во подморница, таа нема да лета.